Гордана Димова, поранешната сопруга на екс-министерот од редовите на СДСМ Владо Димов, кој беше и обвинет за корупција во 2005, е судијката која определи притвор за бизнисменот и собственик на Трансмет и ТВ Нова Сеат Кочан. Упатените велат дека зад одлуката за притвор не постојат правни образложенија, туку политичка мотивираност и тоа преку директна поврзаност со СДСМ. Гордана Димова Спировска е избрана за судија во 1987 година, а потоа реизбрана со политичка одлука на СДСМ во 96-та. Таа е една од честите судии кои во собранието на СДСМ без присуство на опозицијата со едно гласање беа избрани или реизбрани за судии. Она што може да се забележи на социјалните мрежи е тоа што ќерката на Гордана Димова и Владо Димов, Ана Димова, е отворен поддржувач на политиките на СДСМ. На незиниот профил може да се види и фотографија од големиот митинг на СДСМ пред владата на 17 мај, поставена како профилна слика. Дека поширокото семејство на судиката Димова јавно ги поддржува политиките на СДСМ и ЗАЕФ, потврдува и Facebook профилот на незината внука од брат Бубе Спасовска, која може да се забележи со транспаренти с Богум Никола и други фотографии од протести на СДСМ. Од друга страна, братот на Владо Димов, Зоран Димов, исто така може да се забележи на низа собири на СДСМ, но исто така и пред владата за време на славието на партијата на ЗАЕФ вечерта на 11 декември по изборите. Според активностите на социјалните мрежи, неговите деца отворено го поддржуваат СЈО и СДСМ, па така на профилот на неговата ќерка Ива Димова може да се видат повеќе навивачки постови за СДСМ, а исте случајот и со неговиот син Димитар Димов, кој не ја крие поддршката за СЈО и протестите на така наречената шарена револуција. Откако кривичниот суд веќе еднаш го одби барањето за притвор на жалбата на СЈО, судскиот совет под покровителство на Гордана Димова донесе скандалозна одлука за притвор. Познавачите велат дека освен немањето на правен основ, ова може слободно да се толкува како атак против медиумите, преку кој се врши политичко влијание и порака на СДСМ преку СЈО до медиумите.